Значи денешната тема на работилницата безбедност и здравје на работно место, поими, дефиниции и мерки за заштита е дел од проектоинституционална поддршка кој што е поддржала Фондација Отворено општество Македонија, каде што целта е да се дадат информации во делот на безбедноста во средните училишта, институциите и во граѓанските организации, како и во синдикатите за нивните мерки на предпазливост, а со тоа значи да се обезбедат и доволна заштита при евакуација, кое што е поврзано со Законот за безбедност и здравје при работа. Во моменталната состојба во средните технички училишта, значи до сега нема никаков план за заштита или безбедност на учениците, така да ова е една од постручните работилници кои што е подготвуваме или реализираме во текот на овој проект, каде што сакаме со цел да ги запознаеме сите представници, а во иднина веќе планираме и иден проект во делот на безбедност и здравје на работно место, каде што ги офаќа значи не само учениците и самите вработени, кој што е една од најзастапените мерки во дел како и од законот, но сепак и како мисијата на самата организација. Овде се поканети на ова денешна работилница, поканети представници од општина Прилеп, представници од средните училишта, граѓанските организации и синдикатите. Значи ова работилница е дел од серијата на работилници од проектот институционална поддршка за унапредување и заштита на правата на работниците во локалната заедница, каде што целта е да се информираат и едуцираат работниците во делот и од текстилната индустрија, земјоделието, но со ова тема значи која што е прва ја започнуваме во овој дел, а исто така ја продолжуваме и во делот на земјоделскиот сектор кој што веќе ќе започне од април месец. Значи сега моментално на присутните ќе им се упата пораки во делот на безбедност, основните поими за презентација на Законот за безбедност и неговата измена и дополнување кој што се случи минатата година, а исто така значи ќе биде во делот на зачнување или иницирање на кампања која што треба да биде имплементирана, реализирана на 28 април, денот светскиот ден за заштита и безбедност на работно место. Во соработка со Македонско здружение за заштита при работа и Здруженијето Достоинствен работник од Прилеп, пред се ми е чест што учествувам на оваа презентација. Тука сум вклучена како презентер на тема на работилницата е безбедност и здравје на работното место, основни поими, дефиниции и мерки за заштита. Инаку морам да кажам дека сум вработена во Конфи Ангел Прилеп. Значи, целта на оваа работилница е сите ние кои што учествуваме, без разлика дали сме предавачи или значи со активно или пасивно учество, да се отвори кратка дискусија што значи безбедност на работно место, општите поими, заштита на сите вработени, начинот како е среден, како е уредено со Законот за безбедност и здравје при работа. Целта повторно да се актуализира, на некој начин да бидат сите запознати за заштитата на сите вработени, ризиците на работни места, правата кои што произлегуваат за вработените, значи конкретно со Законот за безбедност и здравје при работа сменета е цела филозофија, значи има нов пристап кон безбедноста, што значи безбедноста на работно место, значи превенцијата, исто така тука е вклучен и инспекторатот кој што действува пред се советодавно за превземање на сите мерки. Македонско здружение за заштита при работа прави годишни извештаи на 28 април, денот кој што е за безбедност и здравје, светскиот ден за безбедност и здравје при работа. Така да мислам дека има доста недостатоци, значи во спроведувањето на сите тие мерки, меѓутоа не е како што беше пред 1 или 2 години, така да мислам дека се офатени сите, значи задолжителна е заштитата на вработените која што произлегува согласно закон. Па треба да има повеќе, значи да биде информирани сите вработени, значи да има повеќе вакви работилници во кои што ќе биде офатени вработени во јавни установи, значи во приватниот сектор, вработени кои што ќе можат да слушнат што значи безбедноста на работно место, значи преку обуки, едукации, значи континуирано исто и на работодавачите. Значи пред се тие да знаат што е, па понатаму да ги спроведуваат мерките,
значи кој што се обврска согласно закон.